Во годинава што веќе го почна вториот месец треба да се појават многу најавени модели. Како тоа ќе се реализира се уште е под голем знак на прашање, но производителите не се откажуваат од своите традиции. Повеќето отворено се бунат против наметнатите норми и најавуваат нови генерации термички мотори. Најзабележлива оваа појава е кај луксузните и супер автомобилите. Од нив денеска ќе ви ги представиме обновената BMW серија 8 и Gordon Murray T33. Ова издание го започнуваме со прилог во чест на 160 годишнината на Opel, кој своето патешествие го започна со регистрирањето на компанија за производство на машини за шиење во 1862 година. Ретко која компанија воопшто може да се пофали со 160 години постоење. Точно пред толку време Адам Opel во Руселска им започна со производство на машини за шиење и тоа во штала за добиток која му ја отстапи неговиот чичко. Бизнисот сепак беше вносен и годините напорен труд, но и неизвестност доведоа до тоа компанијата што го носи неговото име да стане ценета, а тој богат. Неговите синови пак повеќе ги интересираа велосипедите, со кои учествуваа на разни надпревари и освојуваа бројни награди. Самиот Адам за нив сметаше дека се направа за кршење коски, но не го игнорираше нивниот пазарен потенцијал, бидејќи полесно се продаваа и носеа поголема заработувачка. Така Opel од 1886 година стана производител на велосипеди кои со текот на времето го надминаа бизнисот со машините за шиење и во 1895 година кога почина Адам Opel, компанијата беше лидер и во двете дејности. Неговите наследници увидоа каде оди иднината и се договорија со Фридрих Луцман кој се обидуваше да конструира автомобил. Се појави во 1899, но имаше катастрофална продажба. За 3 години беа направени само 65 примероци. Партнерството беше раскинато, но браќата Opel не се откажаа од идејата и започнаа со лиценцно производство на возила од францускиот Дарак. Истовремено и самите работеа на собствен автомобил. Иако беше готов во 1902 година, со неговото производство се започна 4 години подоцна. Вистинскиот успех дојде со представувањето на популарниот доктор Ваген во 1909 година, кој со својата издржливост и ниска цена беше одлично прифатен од купувачите. 2 години подоцна голем пожар ја пепласа фабриката, пошто после милион произведени машини за шиење, Opel се откажа од нивното производство. За после Првата светска војна на велосипедите и автомобилите да им се приклучат и моторцикли. Сето ова им носеше толку пари што започнаа со изградба на собствен тест полигон и експериментирање со возила на ракетен погон. При крајот на 20-тите години од минатиот век Opel беше најголем производител и извозник на возила во Германија. Во 1931 година со серија трансакции General Motors за неверојатна сума од тогашни $33,5 милиони ја презеде компанијата која под неговата капа остана скоро 90 години.
Новиот курс на Европско-јапонската групација опфаќа масивни вложувања во електрификацијата. Трасирањето на заедничката иднина опфаќа неколку важни елементи кои може да бидат оптимизирани. Во следните 5 години, трите автомобилски компании ќе инвестираат 23 милиарди евра во својата електротехничка стратегија, а веќе до 2026 година употребата на споделбени платформи треба да достигне околу 80%. Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral и новото спортско корисно возило со 7 седишта ќе делат архитектурата. Поточно за Европа се планирани два нови модели на Mitsubishi базирани на Renault Clio и Captur и вкупно 35 нови електрични автомобили до крајот на деценијата. Меѓу нив е и наследникот на Nissan Micra, кој треба да го произведува Renault во Франција. Рено ќе го предводи развојот на заедничката електрична и електронска архитектура и ќе го лансира првото целосно софтверски дефинирано возило до 2025 година. Nissan треба да се грижи за развојот на цврсти батерии за алијансата во следните 6 години. До тогаш изборот на заеднички добавувачи треба да ги намали трошоците за батериите за сегашните и планираните електрични автомобили, како што е R5. Покрај тоа, сите три производители сакаат заеднички да го напредат вмрежувањето на возилата. Во моментите кога се одлучува дали има смисла да се развива нејзин наследник, BMW ја обнови серијата 8 правејќи ја поатрактивна. Измените се толку скромни што само најдобрите познавачи на знаменосецот на баварската марка може да ги забележат. Но затоа сите ќе ја видат новата светличка маска која се активира при отклучување на возилото или отворање на вратите. Извежбаното око ќе регистрира и неколку други естетски детали, но сепак јасно е дека дизајнерите ги свеле своите напори на минимум. Исто и во внатрешноста, каде најголема новост е ажурираниот мултимедиски систем со поголем екран, а малку прераспределени се пакетите опременост и опциите на уредување на внатрешноста. Во поглед на асортиманот, серијата 8 и понатаму останува во понуда со своите 3 каросериски варијанти – купето, кабриолетот и 4-вратниот Гран Купе. Моторниот асортиман е задржан со исклучок на обичната M8 изведба, така што на врвот сега е само ултимативната компетишн верзија која со своите 625 конски сили до 100 км на час забрзува за 3,2 секунди. Според германците нема да има корекции на цените кои се 6 цифрени. Продажбата е планирана да започне во март. Метрополис, број 1 радиомрежа. In my
Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Фабриката во Цвикау стана најефикасниот погон за производство на електрични возила во Европа. Оттаму кариерата ја започнува ID5 во походот по стариот континент. Електрични страсти имаат и американските марки. По катастрофалната година на електричен план, General Motors најави инвестиција од $7 милиарди во следните 6 години во нови модели, план кого ќе го поддржи и државата. Вакви проблеми нема Toyota, која го представи својот најголем теренец засилен со хибридизиран погон. Sequoia е наменет само за 3 пазари – Америка, Канада и Коста Рика. Откако во јавноста се појавија вестите дека General Motors во четвртиот квартал продал само 26 електрични возила, компанијата се обиде да ја намали штетата со информација дека подготвува инвестиции од $7 милиарди. 1/4 од овие пари наменети за забрзување на електрификацијата ќе бидат за погонот за производство на батерии за електричните возила. Планот е како велат да станат лидери на ова поле преку вертикално интегрирано производство. Ова е директна последица на катастрофалните продажни резултати од крајот на минатата година, предизвикани од серијата пожари на батериите на новиот Bolt. Неговото производство беше прекинато, а ќе продолжи во текот на трансформацијата на фабриката во која се правеше за престојните електрични верзии на Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Во иднина, заедно со останатите капацитети кои ќе се базираат на Ultium платформата, General Motors ќе може да произведува по 1 милион електрични возила годишно. Воедно ќе бидат отворени 4000 нови работни места, а ќе бидат задржани 1000 луѓе на кои им се закануваше отказ. Големината е битна, посебно за американците, а Toyota како најпродавана марка таму мора да има и нешто големо во понудата. Но навистина големо, како што е теренецот Sequoia, единствениот јапонски кој се осмели да им конкурира на домашните full-size модели. Сега со потполно новата трета генерација, тој ќе се обиде да врати дел од продажбата која од некогашните 70.000 годишно падна на ланските едва 8.000. Тоа ќе го стори со новата платформа која е заедничка со пикапот Тундра и глобалниот Land Cruiser. Како механичка основа и понатаму се користи шасија, но со задна оска со модерно мултилинк ослонување кое обезбедува помојни теренски својства што некому во Америка се уште му е битно. Велиме така бидејќи во основната конфигурација силата од хибридизираниот агрегат ќе се пренесува само на задниот пар тркала, а погонот на сите 4 преку редуктор и блокирачки заден диференцијал се добива како опција.
Менувачот во двата случаи е 9 степен автоматски, а моторот е само еден. Заеднички со Тундра тој од своите 3,4 литри распределени во V6 формација извлекува повеќе од солидни 437 конски сили и 790 ньютон метри максимален вртежен момент. Со нив Секвоја лесно влече приколка тешка повеќе од 4 тони, во што покрај целиот арсенал електроника помага и само нивелирачкото воздушно ослонување. За внатрешноста во која има 3 реда седишта и за опременоста не треба да се трошат зборови. Ако ве интересира цената на овој теренец кој со својата големина навистина остава неизбришлив впечаток, ќе мора да почекате до летото кога во фабриката на Toyota во Тексас ќе започне неговото производство. Треба исто така да знаете и дека освен во Соединетите Американски држави, Канада и Коста Рика, не се продава никаде на друго место во светот. Официјалниот почеток на производството на ID5 воведно го означи и комплетирањето на трансформацијата на фабриката на Volkswagen во Цвикау во најефикасен погон за електрични автомобили во Европа. Во целиот процес, кој траеше 3 години, се инвестирани вкупно 1,2 милиарди евра, од кои скоро 40% во каросерницата. Во него работат вкупно 1625 роботи, со кои степенот на автоматизација е подигнат на 90%. Доградени се повеќе од 50.000 квадратни метри простор, најмногу наменети за лимарското оделение, каде сега се произведуваат сите делови од каросериите на електричните возила. Со тоа е елиминирана потребата од 9000 камионски превози годишно на делови направени на други локации. Автоматизацијата на монтажната лента е зголемена на 28%, а подобрена е и ергономијата на производството. Тоа придонесе за намалување на минимум на операциите во кои работниците ги подигнуваат рацете над рамењата, а за нив кои во целиот погон ги има скоро 9000, беа организирани вкупно 20.000 денови тренинг за новиот начин на производство. Во погоните на Volkswagen во Цвикау, кои имаат капацитет од 300.000 возила годишно, сега излегуваат 6 електрични модели од 3 марки од групата. Планот е до 2030 година најмалку 70% од вкупната продажба на Volkswagen во Европа да бидат електрични возила. За многумина идеален одмор е кампување во приколка. Американската легендарна марка Airstream излегува со решение што во голема мерка ќе го олесни поставувањето на приколката. На помош е повикана струјата и батериите. Севкупната автомобилска индустрија е присилена да ја прифати електрификацијата и тоа е резултат на зголемен политички притисок. Сепак, повеќето производители развиваат нови генерации мотори, особено дизели кои ќе ги исполнат Евро 7 нормите. Моторциклите полесно ги исполнуваат ограничувањата и веќе на големо ги комуницираат своите нови модели, најавени за оваа пролет. За денеска ја издвоивме Honda CB300R. Производителот на легендарните американски камп приколки Airstream подготвува решение со кое значително ќе им го олесни животот на камперите. Напомош ги повика стручњаците од германскиот CTF, кои со својата електрифицирана оска на нивните алуминиумски камп приколки им додадоа својства што досега не можеа да се замислат. Современата технологија вклучува собствени батерии и мал електромотор со кој приколката може сама да маневрира за да се постави
таму каде треба, без помош на влечното возило. Нејзиното движење се контролира преку мобилен телефон или таблет, а за оптимално искористување на енергијата е задолжен посебно развиен менеджмент систем. Тој го надгледува функционирањето на батериите, чиј солиден капацитет од 80 киловат-часа овозможува тие да се користат и за задоволување на потребите на камперите. Полнењето може да се врши со приклучување на електричната мрежа, при возење преку регенерирање на енергијата и со помош на соларните панели. Според Airstream, тие нудат доволно енергија за двонеделно кампување. За пакетот да биде комплетен се грижат повеќе модерни решенија, меѓу кои и такви нешта како што е гласовно командување со осветлувањето. Поинаку не ни може да биде, бидејќи се очекува цената на една ваква приколка далеку да надминува $100,000. Информации за тоа кога ќе започне со производство нема. Дека автомобилската индустрија нема така лесно да се откаже од дизелите беше јасно и покрај постојаното заострување на еколошките норми и наметнатото темпо на електрификација. Посебно не производителите на кои дизел моторите им се во историските гени, како што е случај со Stellantis. Затоа и не изненадува одлуката и покрај се да се продолжи со нивниот развој. Тоа го потврди и првиот човек на групата Карлос Таварес, кој кажа дека засега се уште нема да им свртат грб на дизелските агрегати за патничките и комерцијалните возила и интензивно работат на нивна нова генерација. Според него тие ќе се појават за 14 или 15 месеци и во потполност ќе бидат компатибилни со Euro 7 стандардите. Таварес кажа дека ќе се произведуваат во главната Фиатова фабрика за погонски агрегати во Италија, но не и за кои модели ќе бидат наменети, ниту пак откри некакви детали за нив. Во секој случај, едно е јасно, дизелите и понатаму ќе живеат. Honda ја отвори годинешната сезона мотоновитети со релансираниот CB300R, со кој се комплетира уникатната Неоспорт кафе линија. Познат по својот градски карактер на овој моторцикл не му е туѓо да излезе и на отворен пат. Токму во таа насока се и подобрувањата на моделот за 2022-та. Агрегатот од 286 кубни сантиметри сега со Euro 5 норми е навијан на 31 конска сила и лесно оди преку 9000 вртежи во минута. Но поважно е што вртежен момент е порамномерно распределен, давајќи му нова доза агилност на овој дури 144 килограми тежок моторцикл. За тоа приданесува и новата шоуа предна вилјушка, додека задниот моноамортизер е со подесување на преднапрегањето. Рамката комбинирана од челици со различна цврстина остина иста, а со пирачкиот монопливачки диск напред е со 4 клипа. Техничките измени се заокружени со интернационална мерна единица која го контролира и системот против блокирање. Новиот материјал за седиштето го подобрува комфорот, а лед осветлувањето безбедноста. Заедно со модерната кафе рейсер естетика, овој мотоцикл може да се пофали со ниски трошоци за одржување и економичноста која му овозможува со еден резервоар да помине повеќе од 300 километри. Лоша страна, како и досега, останува слабата патна брзина, компензирана со цената од 5500 евра.
Како надополнување на одлуката на Stellantis да продолжи со термичките мотори, доаѓаат вести од двете страни на Атлантикот. Од Англија најавен е нов суперавтомобил. Гордон Мари во лимитираниот на 100 примероци Т-33 има V12 мотор, додека американците ја негуваат својата историја лансирајки Раптор изведба на иконскиот Бронко со моќен V6 мотор. Моделот го доби името како синоним за нескртлив коњ. И денеска неговиот карактер остана ист, но сега секој терен може да се скроти. Познат по својот ентузијазам и инженеринг, доктор Гордон Мари гордо обзнани дека од неговата компанија доаѓа уште еден суперавтомобил погонет од 12 цилиндри. Ако се повикаме на името и масивниот мотор, може да асоцира на руски тенк. Т-33 е втор производ што треба да го здогледа светлото на денот идната година, веднаш по започнувањето на испораката на веќе најавениот Т-50. Ќе биде понуден во ограничена серија од 100 примероци кои ќе имаат можности за персонализација. Т-33 е поставен на ново развиената лесна архитектура сочината од јаглерод и алуминиум со јасна цел вкупната тежина да не надмине 1100 килограми. Моторот е веќе познат од Т-50. Дело на островскиот специјалист Косворт за оваа прилика 3,9 литрениот V12 е реконфигуриран да испорача 615 конски сили и 451 ньютон метар. Се очекува голема еластичност во перформансите поради тоа што 90% од максималниот момент го испорачува од 4,5 до 10.500 вртежи во минута, кога ја постига максималната моќност. Не е само моторот дел од старото школо, туку и начинот на продажба. Уплатите веќе се примаат и секоја треба да ја покрие цената од 1,65 милиони евра без данок. Верзијата Раптор ќе го оптерети и онака распродаденото производство на Бронко и сестринскиот модел Бронко Спорт. Испораката на првите примероци на Раптор ќе започне во средината на 2022 година. Опремен е со 3-литарски V6 мотор со турбополнач. 6 цилиндри се доволни да произведат моќност поголема од 400 конски сили, кои се пренесуваат на сите 4 тркала преку 10 степен автоматски менувач. Задолжително не е само автоматиката, туку и каросеријата со 4 врати. Можеби ова е невообичаено за врвна спортска верзија, но Форд тврди дека изведбата со 2 врати првенствено е наменета како буџетно решение од почетното ниво. Обемниот теренски пакет го предодредува новиот модел за екскурзии на екстремен терен каде доминира со неговата робусност. Поголемото растојание од тлото, масивните пневматици и странично поставените издувни гранки се дополнителен аргумент на проодноста. Имајќи во предвид дека само мал дел од времето ќе се користи за алпинистички мисии, вградени се системи за асистенција калибрирани за секојдневно користење во регуларен сообраќај. Цената во Соединетите Американски држави би требала да биде нешто повеќе од $60,000, што го става во друштво на искусна конкуренција како V8 верзиите на Jeep Wrangler и Land Rover Defender. Дали на дизел, бензин или струја, автомобилите секогаш ќе ги будат страстите. Тие не се само превозни средства, туку движечки скулптури исполнети со технологија која доскоро беше предмет на научно-фантастични филмови.
Следната епизода на Автомагазин е за 7 дена, а доколку сакате дневно да се информирате, посетете го нашиот сајт automagazin.com.mk. До гледање.